Се наоѓаме во село Тисовица на планината Китка, задната страна вгледано од кај Скопје. Ти си Адем од Национални шуми. Адем, колку време си тука? Ние сме со еден колега и еден шофер, значи 48 часа сме на дежураме тука, значи колку што може се покушаме да гасиме. Меѓутоа, еден со вашите колеги успеавме околу 70% околу селото да оставиме под контрола, меѓутоа имаме уште еден дел што ни доаѓа од Палиград. Се надеваме и тоа ако дежуруваме уште вечерта до утре сабале да биде под контрола. Помагат ли пинцгауерите? Помагат. А возачите? И помагаат и возачите и све. Значи секој што доаѓа тука и селаните доаѓаат, помагаат сите, значи Сите заедно, пожарникари, огнените тимови на дирекцијата. Значи од сите сме задоволни, кој што слуша за пожарот, си доаѓа, помага, значи Има шанси овој крак да се сопре во текот утрешниот ден. Па се надеваме, значи 90% ќе биде санирано. Може да представува опасност за селото вечерва. Па чим сме тука, значи вашите колеги, не би била многу. Адем, ти благодарам за пожртвуваноста. Ти си доказ дека и во Национални шуми има изворедни луѓе кои што даваат се од себе да се справиме со ова огнена стихија која што повеќе денови се одвива на Китка. Знаеш дека често го подметнуваат кога ќе го изгасиме. Значи ваков пожар никогаш не се случи у нас, меѓутоа затоа што го подметнуваат. Најдете кои се подметнувачите, помогнете ни за да ги жал најдеме. се случило вака толку територија да се изгори. Жалосно, меѓутоа се случи. Благодарам. Хвала и на вас.